До февруари следната година сите регистарски таблички на автомобилите ќе мора да ја имаат новата ознака НМК, обврска која произлегува од Преспанскиот договор, соопшти Министерството за внатрешни работи. Сите собственици на регистрирани возила се должни да ги заменат регистарските таблици кои ја содржат буквената ознака МК, односно, таквите таблички можат да се употребуваат најдоцна до 12.2.2024 година. Рокот на прилагодување во делот со меѓународните ознаки според договорот е 5 години, што се однесува пак до другите обврски кои можеа да почекаат до отворањето на релевантни полиња во поглавијата, кога ќе започнат официјално преговорите со Европската унија, Македонија ги исполни и пред време. Северни монети и банкноти, северни униформи, северни институции, северни свидетелства, дипломи, изводи и други документи. Македонија се истрча и спроведе речиси се, иако Преспанскиот договор предвидува преоден период за внатрешна употреба на новото уставно име. Издавањето на ваквите документи и материјали ќе започне при отворањето на секое поглавје на релевантното поле во преговорите со Европската унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш. Ова буквално значи дека свидетелствата и дипломите требаше да станат северни најдоцна 5 години по отворањето на поглавието 26, кое се однесува на образованието и културата, но тие се веќе сменети. Над 130 институции добија налог да станат национални или северни наместо македонски, иако и тие имаа простор да се преименуваат подоцна, барем за внатрешна употреба. Повеќе нема македонска опера, македонска филхармонија, нема ниту македонска пошта, па дури ниту македонски електропреносен систем оператор. Меѓу ретките кои се уште го користат старото име е македонската радиотелевизија, иако во сите соопштенија и излагања на владините представници тие ја нарекуваат Национална радиотелевизија или НТВ. Во меѓувреме Грција нема исполнето многу основни обврски кои произлегуваат од договорот, како на пример промена на патоказите. На таблите се уште е испишано само фиром, без никакви дообјаснувања. Го нема ниту старото привремено име поранешна Југословенска република Македонија, а уште помалку новото уставно име Северна Македонија. Најчесто на патоказите се избегнува дури и кратенката фиром, па на нив пишува Евзони како што се вика граничниот премен, а од Солун до Гевгелија само на едно место има знак на кој пишува Скопје.